27. март 1992 Арама целосно ја презеде контролата на целокупната територија на државата. Со преземањето на неголемиот воен објект, касарната Илинде во Скопје, се отпочна со формирањето на армија од регрутен состав, која во годините што следеа прерасна во целосно професионална армија, обучена според сите современи стандарди. Со пристапувањето на иницијативата Партнерство за мир во ноември 1995, Арама активно започна да учествува во активностите и обврските на Евроатлантската алијанса. Почнувајќи од 1996, кога за прв пат единица на Арама учествуваше на мултинационалните војни маневри, Мировен Орел 96, надвор од границите на нашата држава, почнаа да се редат вежбовни активности во организација на Арама на територијата на Република Македонија, почнувајќи со мултинационалната војна вежба Спасител 97, а од тогаш па до денес армијата организира и реализира многобројни мултинационални и национални војни вежби. Респектабилен број на припадници на Арама учествуваат на меѓународни војни вежби надвор од територијата на државата, рамо до рамо со припадниците од армиите на земите членки на НАТО. Во последните 11 години извршивме само оценување и НАТО оценување на декларираните единици, при што сите оценувања завршија успешно, со што се докажа дека нашите единици се способни непречено да се интегрираат во НАТО водените операции. Нашите единици ова година продолжуваат со оценувањето согласно концептот за оперативни способности на НАТО, програма за оценување на интероперабилноста и борбената готовност според стандардите на алијансата, и тоа во рамките на вежбата Македонски блесок 14, која ќе се реализира на армијскиот полигон Кривол. Изминатите 26 години се успешна потврда дека со полна љубов кон татковината, лојалност, одговорност и посветеност кон реформите, цврсто уверени во нашите можности и во нашиот стручно респектабилен човечки потенцијал, изградивме армија која во потполност ја извршува со уставот определената мисија за одбрана на територијалниот интегритет и суверенитет на нашата татковина, а со тоа придонесува за напредокот и за посветла иднина на нашата држава и за целосно и полноправно членство во евроатлантските организации. Секој од нас, независно од работната позиција која ја врша или ја врши денес, како дел од нашето општество сме сведоци и на своевиден начин ги споделуваме изминатите 26 години историја на нашата армија, сите нејзини предизвици и искушенија, успеси, жртви, напорни залагања за одбрана на државата и за придонесите на Арама за зачувување на светскиот мир. Сите генерации на Арама во изминатиот период со својот несебичен професионален ангажман имаат придонесено во реформите на армијата, која од гломазна и слабо подвижна структура прерасна во армија со целосен професионален состав, брзо распоредлива и високо обучена со командна структура компатибилна со стандардите на НАТО. Водени од сознанието дека армијата представува еден од главните атрибути на независноста и сувереноста на Република Македонија, како и вековниот стремеж за остварување идеалите на илинденците и борците на народно-ослободителната борба, изминатиот период вложивме многу труд армијата да прерасне во модерна и респектабилна сила. Арама е тука кога е најтешко, во првите редови, во заштита на граѓаните и одржување на безбедноста и мирот. Клучна улога во справувањето со предизвиците на денешното време, како што е справувањето со бегалската криза и ангажирањето на Арама на јужната и северната граница во асистенција и поддршка на силите на МВР, чие ангажирање продолжува и понатаму, има и се уште има армијата на Република Македонија. Не само што го зачувува суверенитетот, независноста и територијалниот интегритет на државата, туку ја зацврсти и националната безбедност и сигурност на македонските граѓани. Во најтешките денови по поплавите, 580 војници одговорија на крикот за помош на граѓаните. Кога пожарите минатото лето се проширија низ државата, армијата повторно прва дојде на помош, што значеше спас за повеќе села и бројни семејства. Денес армијата ужива висок углед, како во државата, каде преку професионалност во справување со сите предизвици во моменти кога тоа е најпотребно за граѓаните на Република Македонија, така и во меѓународни рамки со учество во мировни мисии, каде повеќе од 4000 припадници на Арама зема учество во тековни или веќе завршени операции и активности. Тие се најдобрите амбасадори, со висок морал и одговорност во извршувањето на задачите и докажаа дека сме респектабилен фактор на кој може да сметаат нашите партнери. Винстон Черчил рекол: "Спиеме сигурно навечер, затоа што решителни луѓе се подготвени на се против оние кои сака да ни наштетат." Столбот на одбраната е армијата на Република Македонија. Армијата не само што ја исполнува уставната обврска да го штити територијалниот интегритет и суверенитет на републиката, туку и честопати извршува и задачи за поддршка на други институции. Оперативната средина се менува. Се почесто ќе се справуваме со непогоди и неконвенционални закани. Денес храброста е скапа и ретка работа. Армијата покажа дека има храброст да се соочи со заканите и дека има капацитет да ја менаџира заканата. Сите припадници на армијата во изминатиот период со својот професионален ангажман
со љубовта кон татковината, лојалноста, одговорноста и посветеноста, дадоа придонес во извршувањето на уставната мисија за одбрана на територијалниот интегритет и суверенитет на територијата на Република Македонија и помош на граѓаните. Пред нас и понатаму стојат големи предизвици, мисии и задачи. Не треба и нема да дозволиме да го изгубиме она што потрапно го стекнав. Ќе одиме во нови достигнувања, следејќи ги интересите на државата и стандардите на НАТО. Стратегиска определба на Арама и на секој нејзин припадник е полноправно членство во структурите на евроатлантските безбедносни организации, Европската унија и НАТО, нешто што целосно го заслужуваме.